Стадион. Емисија за вашата вистина. Ве слушам, ве читам, последно од ВМРО ДПМН дека ќе биде катастрофа. Ковачевски вели се ќе биде окей, нема да има рестрикции и мало зголемување на струјата, на цената на струјата, и рече во емисијата, ако не ги остварат тој и сите оние кои што се дел од раководството на ЕСМ, проектираните 20-25%, ќе си поднесат оставка, за разлика од лани кога не го стори тоа. Повелете, вие порано бевте една од директорките на ЕЛЕМ во времето кога генерален директор беше Христијан Мицкоски, упатени сте, знаете добро со бројки да баратате, може би го слушате, Ковачевски, повелете со вашите 10 минути. Првак, значи, денес многу внимателно слушам од почетокот на емисијата. Жалам што не сум таму па да може да подебатираме, бидејќи во емисија слушнав многу невистини. Очекува Васко да се фокусира повеќе на проблемот кој што го има во овој период, а не на минатото. И навистина би ми требало многу повеќе од 10 минути за да му кажам со факти сето она што го зборуваше за минатиот период. Ама ајде да се фокусираме на она што Кокан го праша. Васко рече дека ќе си поднесе оставка, јас вака би рекла прво. Доколку нели не реализира. Не е успех да се пофали дека ќе оствари 20% поголемо производство во однос на минатата година, со оглед на тоа дека имаме рекордно најниско производство на електрична енергија во државава. Сега, за да бидат работите појасни како стигнавме ние до таа состојба, мора да тргнеме од почетокот, кога Васко беше можеби дел од Рек Битола, но не беше во Скопје, а тука во владата се менуваше стратегијата за енергетиката. Прво е спомна либерализацијата, никој не ги натера да направат либерализација, точно е Европската енергетска заедница постојано правеше притисок. Ние не бевме будали што не дозволувавме либерализација од причина што ќе дојдевме до иста ситуација како што има тој денес. Односно, цената ќе беше повисока, а ние имаме сиромашно граѓанство, да кажам, во државава, и како резултат на тоа немаше потреба од пристапување кон либерализација на пазарот. Сега таа штета се направи во еден друг период и тогаш истовремено се зборуваа различни приказни, односно напуштаме термоцентрали, ќе се фокусираме на гасните централи и притоа обновливите извори на енергија. Сега, денес, за да се потсетам на некои работи, бидејќи неколку пати го спомнуваме ветерниот парк во Богданци, таму требаше да има плюс, чинам 37 или 39 гигават часа годишно производство на електрична енергија, втората фаза која што ја оставивме завршена и фаза која што требаше да биде завршена во 11 месец 2020 година, пуштена во употреба. Пред мене, додека разговарам со вас, стои, значи, една нивна презентација во времето, сега не знам дали било во време на Васко или на Драган Миновски, кој што кажува дека ветерниот парк Богданци треба да работи. Тој до овој момент нешто не работи, не е ни завршен. Втората фаза. Значи 5 години треба втора фаза ветерен парк Богданци да се заврши. И при тоа да повторам, велиме, ќе правиме гасни централи во Рек, напуштаме делот со термоцентралите. Во исто време, кога ни продаваа приказни дека тоа го прават поради загадување, Европа напушта и така натаму, една Полска остана и понатаму да ги чува термоцентралите. И сега вели немало рударски проекти. Живојно, од која памтам за себе и во ЕЛЕМ од 2014 ставене и се работеше, значи, на рударски проект, на почнување на развој. Ниеден проект рударски не може да се заврши за една година. Зошто доцнеа? Затоа што го напуштија концептот на термоцентрали, па сега кога видоа кризи се враќаат назад. Тоа се случи. И заради тоа ние сега имаме проблем. Тоа се го спомнува неколку пати. Да го подсетам, а и да побара во Рек Битола податоци, ПЈС се отвараше во период кога јас бев во ЕЛЕМ и се правеа ненормални откривки во тој период, затоа што ниеден рудник не може да почне да работи за една година. Тоа го знае господинот Ковачевски. Сега, тие искупи се правеа и нека провери уште еднаш кога ПЈС се пуштен во употреба и од кога се прават искупи, затоа што јас додека бев директор, бев постојано на терен во Рек. Каде е проблемот? Го слушнав и вчера внимателно и денес. Вели, имаме загуби поради тоа што на Евана ја продаваме цената под нашата производна. Не знам колку е во моментот производната цена, нешто на нивната страница има околу 48 евра за 1 мегават час. Дали е така, не знам.
меѓутоа знам колку беше во едно друго време. Сега морам да кажам нешто. Производната цена зависи многу и од тоа колку вие сте произвеле количина. Зошто? Затоа што во исто време вие ако не продадете повеќе, односно не произведете повеќе, имате огромни фиксни трошоци и загубите се огромни. На елем загубите што му се случува токму од тој проблем се. Затоа што производството падна на историски најниско ниво и во исто време ние имаме фиксни трошоци огромни. Спомна Иво, нели си заминале дали по природен пат. Не, еве да не завлегувам, да бидам коректна кон него и да речам честно ги оставиле вработените да одлучуваат дали ќе си заминат нели или не. Сепак Елем и понатаму има над 5 милиони евра месечен расход само за плата. Знаете што значи тоа? Да го исклучам реки, све во Елем да исклучам, јас тој приход морам од некаде да го обезбедам. И тука е најголемиот проблем. Тие требаше да се фокусираат да го подигнат производството. Тоа не се случува. Погледнав податоци за откривката на јаглен. Колку во моментот, значи кога сме заминале, сме имале откриено јаглен, што се случило следната 2018. Сега ако може да каже, јас не бев тогаш директор, независно, со да само беше на власт. Веќе уште во првата година откривката на јаглен се намалува за некаде околу 15%, 6 месеци 2018 во однос на 6 месеци 2017 година. Тоа јасно покажува дека интересот за ископот на јаглен била многу мала. Сега, и едно друго прашање, нема да завлегувам повторно, ајде да ги дискутираме, криминали сме ги објавувале, не ќе да дискутирам сега со тој бординг, но едно нешто да кажам. Има ли пресметка колкави се трошоците на ископ во однос на произведената електрична енергија во РЕК? Дали тие растат или се намалуваат? Затоа што и понатаму и покрај купената механизација, надворешни фирми се уште вртат таму. Зошто не се обезбедија шофери за таа механизација што се купи минатата година? По однос на хавариите, исто така зборува за хавариите. И вели направиле капитални ремонти, во минатото ги немало. При тоа истовремено зборува дека постројките се стари по 30-40 години. Вака се да разјасниме една работа. Тоа се стратешки проекти, стратешки инвестиции. Тие се градат еднаш, потоа се ревитализираат и модернизираат. Од 2006 година, кога ВМРО дојде на власт, имаме еден куп ревитализации и модернизации. Како на хидро, така и на термоцентрали. И така е продолжен животниот век. И на хидро, и на термоцентралите. Значи не е точно дека не е направено ништо во енергетиката. Токму тоа продолжување на животниот век направило да функционираат тие објекти. Сега, капиталните ремонти вели ги прави, но во исто време му се случува куршлус на блок 3, кој што никој таму инженер не може да го констатира и ние имаме надвор од употреба на блок 3 скоро цела година. Тоа е сериозен пристап во енергетиката. Вака се работи. Поднас исто така на рударските проекти дека се фрлало јаловината и јагленот кај ќе се стигне. Ве молам. Значи, рударски факултет и во наше време, односно во време на ВМРО ДПМН бил постојано присутен во Елем. И рударските проекти се почитувале, а поместувањето на машините секако дека мора да го направите. Кога ќе завршите со ископ на одредено парче, мора да ги поместите. Сега, бандвагенот јас го знам, може Столе не знае за какви машини зборуваме, јас знам за какви машини. Но во исто време да ве прашам, одводнување правите? Да, тоа е исто трошок кој што треба да се направи, меѓутоа одводнување мора да има. Дали сте се запрашале секој испад на еден блок, колку вечини? И имам уште многу други, значи за белешки вака запишував еден куп работи кои што... Добро, Гордана Димитриевска Кочовска, тебе ви ветувам некој од наредните саботи. Ке зборуваме цело време, вие ќе бидете гости. Нека остане на ова и уште едно прашање поставете му. Ве молам, само уште една работа. На официјалната страница на ЕСАМА постои податок за тие 171 милион евра кои што ЕСАМА ги има добиено, нели како ги има потрошено. Кога ќе се соберат математиките, да не трошам време, а ги има официјално, Васко Ковачевски си ги знае, излегува дека 152 милиона дава отчет каде се потрошени. Го прашувам, каде се потрошени 18 милиони за кои што не дава отчет никаде. Тоа интересно мене, прашање. последна прилика, значи, може да разговараме тет-а-тет
кога и да е. Васко, Имам стварно- Васко, дали сака да ме праша нешто вас? Една реченица само. Ајде. Што да праша? Нема што да праша. Благодарам, Гордана Димитриевска Кочевска. Пријатно. Стадион. Емисија за вашата вистина.